Почитувани советници, ја отворам 37-та седница на Совет на општина Кавадарци закажана за денес. На седницата присуствуваат 19 советници. Констатирам дека кворум за работа има и Советот може полноважно да одлучува по предложение од дневен ред. Со решението за свикување на денешната седница, доставен и записник од 36-та седница на Совет на општина Кавадарци, одржан на ден 25.12.2019 година. Дали има забелешки по записникот од 36-та седница на Совет на општина Кавадарци? Доколку нема, ве молам за усвојување на записникот од 36-та седница на Совет на општина Кавадарци. Кој е за? Едногласно. Со решението за свикување на денешната седница имаме добиено предлог дневен ред за работа на седницата закажан за денес и тоа. Под 1. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на административните службеници за 2020 година. 2. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Кавадарци за 2020 година. 3. Предлог одлука за примање на донација од Перкан проект Прилеп. И извештај за реализација на програмата за изградба. Четврто извадено? Четвртата. Четврта точка. Извештај за реализација на програмата за изградба и реконструкција и одржување на локални патишта во општина Кавадарци за 2020 година. Пета точка. Предлог одлука за ослободување од плаќање надомест за утврдување на правен статут на бесправен објект, спортско-рекреативен објект на булевар Вишесница. Шеста точка. Предлог одлука за изменување и дополнување за ослободување од плаќање надомест за утврдување на правен статут на бесправен објект Моклишки водовод. Седма точка. Предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статут на бесправен објект Сопот, село Сопот. Осма точка. Предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статут на бесправен објект. Девета точка. Предлог одлука за примање и давање на трајно користење на движна ствар, книги без надомест на јавна општинска установа библиотека Феткин Кавадарци. Десета точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 02-64/1 од 10.1.2020 година за утврдување на висината на бодот за исплата на плати на административни службеници вработени во ЈП Комуналец Кавадарци, донесена од директорот на ЈК Комуналец Кавадарци. 11 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлуката со архивски број 02-2536/6 од 27.12.2019 година за одредување на надоместок за користење на пазаришен простор и други погодности за мини пазарчи дадени во време на користење на ЈП Комуналец Кавадарци за вршење на дејноста, донесено од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 12 точка. Предлог одлука за давање согласност на информација донесена од директорот на ЈП Комуналец Кавадарци. 13 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за усвојување на ценовник за обзедување на хоризонтална сигнализација на територија на општина Кавадарци, донесена од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 14 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за усвојување на ценовник за одржување на локални патишта на територија на општина Кавадарци, донесена од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 15 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за усвојување на цената на одржување на полски патишта на територија на општина Кавадарци, донесена од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 16 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за усвојување на ценовник на одржување на сообраќајни знаци и символи и столбови на територија на општина Кавадарци, донесена од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 17 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за усвојување на ценовник на одржување на поплочени улици и прередување на гранитни коцки на територија на општина Кавадарци, донесен од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадарци.
18 точка предлог одлука за давање согласност на одлука за усвојување на ценовник за одржување на урбана опрема на територија на општина Кавадарци донесена од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 19 точка предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 04/26/1 од 21.1.2020 година за утврдување на висина на бод за исплата на плати на административни службеници вработени во ЈП Паркинг Кавадарци донесена од директорот на Паркинг Кавадарци. 20 точка предлог одлука за давање согласност на одлука за давање трајно користење на движни ствар на општина Кавадарци донесена од управен одбор на ЈП Паркинг Кавадарци. 21 точка предлог одлука за давање согласност на одлука за утврдување на цена 12 паркинг места од период надвор од временската зона донесена од управен одбор на ЈП Паркинг Кавадарци. 22 точка извештај за финансиско работење на ЈП Паркинг Кавадарци донесено од управниот одбор. 23 точка одлука за давање согласност на одлука со архивски број 03/35/3 од 27.1.2020 година утврдување на тарифа на цена по зони за организирање на зонско паркирање донесено од управниот одбор на ЈП Паркинг Кавадарци. 24 точка предлог решение за изменување и дополнување на решението за изменување на членови од надзорен одбор за материјално финансиско работење јавно паркирање ЈП Паркинг Кавадарци. 25 точка предлог одлука за давање согласност на одлука за утврдување на висина на бод на исплата на плати на административни службеници вработени во ЈП Јасмин Кавадарци донесена од директорот на ЈП Јасмин Кавадарци. 26 точка предлог одлука за давање согласност одлука со архивски број 02/23/1 од 14.1.2020 година за утврдување на висината на бодот за исплата на плати и даватели на јавни услуги и на директорот вработен во јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадарци донесена од директорот на институцијата. 27 точка предлог одлука за давање согласност на одлука за исплата на плати на јавни службеници во јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадарци донесена од директорот. 28 точка предлог одлука за давање на позитивно мислење на одлуката за донесување на статут на општинско основно училиште Страшо Пинџур Кавадарци донесена од училишниот одбор. Предлог одлука за давање на позитивно мислење на одлука за донесување на статут на општинско основно училиште Тоше Велков Пепто Кавадарци донесена од училишниот одбор. 30 точка предлог одлука за давање на позитивно мислење на одлука за донесување на статут на општинско основно училиште Гоце Делчев Кавадарци донесена од училишниот одбор на основно општинско училиште Гоце Делчев Кавадарци. 31 точка предлог одлука за давање позитивно мислење на одлуката за донесување на статут на општинско основно училиште Тоди Хаџитефов Кавадарци донесено од училишниот одбор на основно општинско училиште Тоди Хаџитефов Кавадарци. 32 точка предлог одлука за давање позитивно мислење на одлуката за донесување на статут на општинско основно училиште Димката Ангел од Габер од Кавадарци донесено од училишниот одбор. 33 точка предлог одлука за давање на позитивно мислење на одлука за донесување на статут на општинско основно училиште Димката Ангел од Габер од село Ваташа донесено од училишниот одбор. 34 точка предлог одлука за давање за позитивно мислење на одлуката за донесување на статут на општинско основно музејско балетско училиште Лазо Мицев Рале Кавадарци донесено од училишниот одбор. 35 точка предлог одлука за ажурирање на проценка на загрозеност на подрачна општина Кавадарци од сите ризици и опасности. 36 точка предлог решение за изменување и дополнување на решението за разрешување и именување на членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. 37 точка предлог одлука за давање согласност за приватизација на КП број 3909. 38 точка предлог програма за обележување на празникот на лозарите Свети Трифон 2020 година. 39 точка извештај за реализација на програмата за активноста на општина Кавадарци во областа на спорт и млади за 2019 година. 40 точка предлог програма за активноста на општина Кавадарци во областа на спорт и млади за 2020 година. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Сојот на општина Кавадарци предлагам дополнување на денешниот дневен ред на денешната седница и тоа. Предлог локална
се извинува, предлог локален акцијски план и програма за родова рамноправност. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка со реден број 41. Предлог локален акцијски план и програма за родова рамноправност. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог измена и дополнување на годишниот план за вработување на општина Кавадаци за 2020 година. Согласно деловникот за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка со реден број 42. Предлог измена и дополнување на годишниот план за вработување на општина Кавадаци за 2020 година. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа. Предлог одлука за давање на трајно користење недвижна ствар училишна спортска сала на Основно општинско училиште Димката Ангел Габер Кавадаци без надомест. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог дневниот ред да се дополни со точка на дневен ред 43. Предлог одлука за давање трајно користење недвижна ствар училишна спортска сала на Основно општинско училиште Димката Ангел Габер Кавадаци без надомест. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа. Предлог програма за поставување на урбана опрема на подрачје на општина Кавадаци. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно, благодарам. Констатирам дека усвоен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка со реден број 44. Предлог програма за поставување на урбана опрема на подрачје на општина Кавадаци. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред на денешна седница и тоа. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на потреби за поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за извршување за издавање и одобрување на постапката за урбана опрема на подрачје на општина Кавадаци. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека е усвоен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка со реден број 45. Предлог одлука за изменување и дополнување одлука за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката на издавање на одобрување на постапката на урбана опрема на подрачје на општина Кавадаци. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред на денешна седница и тоа. Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување нова урбанистичка планска документација за објекти надвор од планскиот опфат. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка со реден број 46. Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од плански опфат. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа. Наративен извештај Нова година 2020 Кавадаци од Иноватива груп Скопје. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка со реден број 47 извештај наративен извештај Нова година 2020. Согласно член 59 од деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа. Предлог одлука за одредување на приоритетен проект и сопствено учество на општина Кавадаци, локална самоуправа од реализација на проект подобрување на условите за спорт и рекреација во селата. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Повели? Да дочитаме ли?
имаме забележки. Почитуван градоначалник, почитуван председател, колеги советници. Би сакала една процедурална забелешка и сугестија воедно и до предлагачот и до председателот. Именно ние како советници сме ставени во последен момент да прифаќаме предлог одлуки за дополнување на дневниот ред. Секоја седница веќе стана пракса 10 до 20 точки да се додаваат на самата седница. И тоа не би било проблем доколку се сите точки од видот на овие што следат како точки за апликации од локалниот економски развој за подобрување на животот на граѓаните. Меѓутоа, сметам дека и ние треба да бидеме испочитувани како прво информирани, како би можеле да се консултираме, да ги информираме и останатите, бидејќи се работи како точки во кои што се дефинираат приоритетни објекти, приоритетни проекти за аплицирање и ред други точки кои што ние немаме можност да ги видиме, да се информираме за нив, а уште помалку да дискутираме. Не често се случува во 12:15, кога е почната седницата, ние се уште да добиваме материјал. Значи си има законски пропишани рокови во кои што се испреча материјалот. Доколку се работи за некоја точка која што е од големо значење, која што не може да трпи време, во ред да се стави. Меѓутоа, тоа треба да биде исклучок, не правило. Колешки, кај имам нарушено процедурата, процедурално баравте? Материјалите не се доставуваат, да, исклучи се. Материјалите во континуитет не ги добиваме во законски рок и немаме воопште материјали. Денес бевме сведоци дека материјалите ни беа испратени во 11:45. Вие мене ми барате процедурално нарушување. Кај ја нарушив процедурата во читањето јас? А тоа што го зборише во друга намера, тоа е друго нешто. Процедурата кај имам нарушено во читањето, ме прекинуваш на читање. Ако има дополнителни точки 15, ти мене на 13 точка ме прекинуваш и бараш процедурално. Кај нарушив процедура? Вие, председателе, во континуитет ја нарушувате процедурата со тоа што не ставате нас во предсвршен чин, прифаќајќи дополнување на дневниот ред. Абе, ние го даваме дневниот ред на гласање, вие можете да гласате да не биде усвоен. Значи, ја го читам дневниот ред и барам усвојување, дополнување, вадење на точки. Вие тогаш, кога ќе го прочитам дневниот ред, дотвори или извади. Немој сега на сред читање ми бараш процедурално. Толку, колешки. Благодарам. Не може толку, значи не сум да... Процедурално не можеш 1 сат овде да ми стоиш? Имам време. Сметате дека е во ред само не да дигаме рака без да знаеме што? Тоа е во склоп со дозволените процедури, законски прописи, рокови, се. Ако е тоа за вас прифатливо, за нас не е прифатливо. Колешке, јас го читам дневниот ред. После дневниот ред, речи ние сме за иземање на 20 точки од дневниот ред или за дотурање на 20 точки. Во читање ми бараш, не знам што ми побари. Процедурално ми бараш, како да сум прочитал нешто што не треба. Дневната седница не е само читање, председател. Моја работа е да го читам дневниот ред, а вие се тие што го гласате, турате вадите. Повели реплика, колеги. Благодарам, председателе, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, медиуми и граѓани на град Кавадарци. Значи, се јави за реплика, председателе, не е твоја работа, нели како председател на совет, само да го читаш дневниот ред тука. Туку кога се подготвува една седница на совет на општина Кавадарци, треба благовремено, нели, да бидат известени сите советници со материјалот. Значи да има време да го погледнеме ние како советници, секој поединечно од нас и да може да се дебатира и да се дискутира во врска со овие точки. Значи ние тука представуваме точно политички партии, но секој од нас како поединец носи одлуки и гласа, нели, за овие точки од дневен ред. Затоа мислам дека треба да бидеме сите запознати на време со дневниот ред. Мислам дека тоа исто така е твоја задача, нели, кога се подготвува една седница на совет, дневниот ред треба да биде навремено доставен до советниците на советот.
Колега, ја прифаќам замерката, ама слушаме сега ти мене. Значи сега ние читаме 20 точки дополнително. Вие можете да речете од вие 21-та ја прифаќаме, другите не го ставам на гласање и гласаме. Значи моја работа, ја морам да ги прочитам точките. Затоа после на крај ви давам да гласате. Или вади точка или турај точка. Сега немојте на сред читање да ми барате процедурално и реплика. Повели градоначалник. Почитувани советници, почитуван председател, значи ова повеќе пати ги имаме дискутирано во делот на дневниот ред и на материјалите и повеќе кратно си имаме усогласувано како да го добивате, да го менаџираме по на време да биде, поготово кога имаме постратешки и по крупни проекти или позначителни за општината, како што беше и за буџетот, координацијата и за сите други работи. Значи, ова е прва седница оваа година, закажана со оглед на верските празници кои што ги имавме до средина на јануари и со оглед на приликата на зимување, што дел од вработените институции ја искористија како таква. Тука може би имаме мало задоцнување во делот на доставување на документацијата по основ на повик од државни институции. Државните институции секаде ги објавија повиците минатата недела и дадоа рок од 10 дена за пријавување на приоритетни проекти за реконструкција, изградба, канализации и така натаму. Општина Кавадаци минатиот викенд и сабот и недела сите служби инволвирани во комуналната изградба заедно со градичните инженери и раководителите работеа и саботава и неделата. Беа на терени во село Бокола, беа на терени на другите локации на Белкамен, во село Марина, во село Сопот, во Ваташа, во Моклиште, за да можат за 5 дена да ги стигнат пресметките во делот на апликација за по основ на повици за доделување на средства од влада. Никаде не станува збор за никаква друга точка, освен само за такви проекти кај што директно аплицираме по основ на апликанти како општина Кавадаци. Станува збор за точката 46, и за 47, и за 48, и за 49 и за 50 точка. Тие 4 точки кои се додадени, али единствена причина са, нека биде ова како оправдување небитно, е тоа за тоа што дадоа само 10 дена рок на апликација. Во минатава година беше рокот на апликација 40 дена. Сега, веројатно, ради престојните избори кои што следуваат на 12 февруари, распуштањето на парламентот, е краток рокот да аплицираме. Ако мислите дека треба да не аплицираме на тие проекти или да не ги земеме тие пари кои што следуваат како грант преку локален економски развој, мислам дека не е во ред. И во заедничка координација, според планот и програмата на општина Кавадаци за работа, ние ги усогласивме проектите. Значи, ние може да дебатираме за проекти колку сакаме, меѓутоа критериумите за исполнување и за добивање на грант и добивање на апликација за изградба на канализација, на рурална средина, на патли, водовод, првоосновно се пропишани од самиот совет на општина Кавадарци како прогласени рурални средини. Тоа ни се селата кои се со надморска висина од над 400 метри. Тоа се села кои се оддалечени од градот над 15 км. Така да ние немаме тука многу слобода во делот на тоа каде можеме да аплицираме и како да аплицираме, него насоките се стриктни дадени за што треба да се аплицира. Би појаснал, би кажал дека пошто стварно тој материјал стигна покасно, се работи за проект кој што го направивме како основен проект за реконструкција на целокупниот патна инфраструктура во село Бокола. Сами знаете дека има континуитет од Ладно до Оче, Страгово, Крњево со реконструкција на патот и сме стигнати до Предбола. Сега ќе аплицираме и ќе имаме и наше финансирање во Агенција за рурален развој за реконструкција на патот во село Бокола и на улиците во село Бокола. Во делот на собликувалната во село Сопот и во село Марина, исто така во Агенцијата за рурален развој, има повик
затоа ставивме точката, да ги аплицираме со 50% кофинансирање, двете се блокувални, и во Сопот, и во Марина. Тоа го имаме во програма, во комунална изградба, која што имате претходно изгласано. Станува збор за точка 51 Бел Камен, која што е релативно нова населба и уште не е изградена. Еве, тука имаме фекална канализација, има повик 4 милиона денара, пак преку Агенцията за рурален развој, каде што ќе го аплицираме тој и мораме да донесеме одлука на Совет за да кажеме доколку треба кофинансирање до одредена фаза, затоа што оценувате будирањето го прават врз основа на кофинансирањето, да донесеме таа процедурална одлука која што го едноставно тие проекти не се ниту измислица, ниту па можеме многу да отстапуваме лево десно по тој обид. Точка 43. Еве советничке, кажете ми кога е изградена спортната сала на Динката Анџел Габер у Каваци? 2010-11 година. До ден денеска никој не преземал мерки да ја упише у катастар и да ја даде на користење на школата. Не постои како сала. Сега откриваме работи кои што ни тежат на грб и ги ставаме како дополнителни точки. Да, ги ставаме. Затоа што почеток на учебната година, да не дојде до непосакани последици, ја упишуваме у катастар спортната сала и ја даваме на користење на самото школа. Процедурална работа е, административна е. Меѓутоа, не упишувањето на толку време, од 8 години 9, зошто не е упишано, стварно мене ми е нејасно и тоа е голем пропуск за еден капитален објект на едно основно училиште кој што го поседува. Значи, немаме ни една точка која што би била по однос на популизација или во делот на политика или било што. Значи, станува збор за основни точки. Јас се пак ќе ги задолжам службите и во иднина со закажување на Советот. Овој Совет не беше ниту хитен, ниту приоритетен за денеска да мора да биде закажем, може да биде петок и понеделник, да на време ви ги доставуваат материјалите. Воедно сакам да и од ваша страна, еве јавно ве повикам сите советници на соработка во делот на општината, во делот на секторите, па некаш и по едно кафе да дојде да се напидите неја грешка. Мислам дека вратите се отворени и од службите и од било кој. Тука сме секојдневно и работиме во интерес на општина Кавадар. Ја би потенцирал, би кажал дека со овие точки, доколку ги донесеме денески и ги усвоиме и доколку ни бидат прифатени од Агенцията за рурален развој и за развој на руралните средини, ние само си ја завршуваме комуналната годишна изградба која што имаме. Немаме отстапено никаде од годишната комунална изградба и би потенцирал, би кажал дека Ладно Долче Крњево, патот остана уште 1 километар и 600 метри нереконструиран, тоа е негде после Крњево доле. Тој веќе го аплицираме од Светска банка. Веројатно ќе биде за нареден Совет да се стави, доколку го одобре Светска банка да го доправиме во целост и така да од Крњево до Бокола веќе ќе имаме Бошовијата комплетно реконструиран пат и во самото село. Би додал тука дека од понеделник ќе почнеме и до Радња да го реконструираме земјиниот пат кој што има како таков, заедно со јавното предпријатие Комуналец, по однос на онаа програма која што треба денеска да донесеме за изградба и реконструкција на локални патишта. Таму ќе се работи да може да пристапот до Радња биде посоодветен. Инаку општина Кавадаци веќе од 1 февруари, тоа е сабота, почнува активно во делот на реализација на комуналната изградба за 2020 година. Они план што ги имаме и динамика донесена, некаде февруари и март месец, целокупните тендерски поставки ќе бидат отворени и дадени во делот на конкурирање, за да можеме негде сезоната од април-мај месец да ја фатиме, да може да почнеме со изградба на комуналната изградба која што имаме донесено со предлог од буџет кој што беше усвоен на претходната седница и постратешки за февруари месец ќе ни остане зелениот пазар, кој што ми се чини дека ова недела треба да го одобрат проект, деталниот план во Министерството за транспорт и врски. Исто така што треба да се потврди на Совет и да отпочнеме со реконструкција на зелениот пазар кој што веќе
повеќе од 30 години го зборуваме, конечно че можеме и реални шанси имаме во овој состав да донесеме одлука, да одобриме проекти, да направиме еден градски зелен пазар како што заслужува општина Кавадарци. И сакам да потенцирам, во Саботова исто како што бевме на терен, прочетовме трасата од после Марена до Глишич, таму веќе колекторот е во завршна фаза, остануваат уште неколку должни метри од 50 метри да се приспои колекторот, да се довршат шахтите, така да имате информација дека до 15 февруари ќе биде пуштен во употреба оној колектор што го почнавме на 15 декември да го правиме и конечно Марина, Глишич и околните села таму веќе нема да поднесуваат, да чувствуваат таа непријатна миризба. Винската куќа сакам да ви потенцирам да ви кажам и скейт паркот дека се у фаза на завршна имплементација, че треба понатаму да ги ставиме во функција во делот на културата на спортот. И единствено нешто кое што поспоро ни оде во општина Кавадарци е времето, што го немаме. Че не треба уште повеќе време за да можеме да проектите ги реализираме сите. Јас уште еднаш се извинувам од име на службите доколку задосниле со документацијата, а воедно сакам да им се заблагодарам за тоа што само иницијативно и самоволно работеа и саботите и неделата за да ги стигнат овие проекти да може да ги аплицираме до 30 јануари, тоа е до крајот на неделата петок. Благодарам. Благодариме градоначалник. Нешковски збор бараш? На кого, на кој реплика? Не може кога читам дневен ред реплика на градоначалник. Одиме со дочитување на дневниот ред, па после реплика на градоначалник. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог одлука за одредување на приоритетен проект и собствено учество на општина Кавадарци и локална самоуправа во реализација на проект подобрување на условите за спорт и рекреација во село. Согласно Деловникот молам за произнесување на точката на дневен ред. Кој е за? Де да видам за да ме броиме? Едногласно благодарам. Констатирам дека е усвоен предлог приложение од дневен ред да се дополни со точка на дневен ред број 48. Предлог одлука за одредување на приоритетен проект и собствено учество на општина Кавадарци и локална самоуправа во реализација на проект подобрување на условите за спорт и рекреација на село. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа. Подеден предлог одлука за одредување на приоритетен проект и собствено учество на општина Кавадарци, локална самоуправа во реализација на проект реконструкција на локален пат во село Бохула. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно благодарам. Констатирам дека усвоен предлог приложение од дневен ред да се дополни со точка со роден број 49, предлог одлука за одредување проект приоритетен проект и собствено учество на општина Кавадарци и локална самоуправа во реализација на проектот реконструкција на локален пат село Бохула. Согласно Деловникот 59, согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа. Предлог одлука за доискористување на финансиски средства од подпроект реконструкција на коловозна улица и булевар во општина Кавадарци. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Се извинувам. Констатирам дека уставен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со роден број 50. Предлог одлука за доискористување на финансиски средства од подпроект реконструкција на коловоз на улици и булевари во општина Кавадарци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа. Предлог одлука за кофинансирање на проект фекална канализација во населба Бел Камен. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог приложение од дневен ред да се дополни со точка на со реден број 51. Предлог одлука за кофинансирање на проект фекална канализација во населба Бел Камен. Дали има други предлози за измени и дополнување на досегашниот дневен ред?
Доколку нема, истиот го ставам на гласен. Кој е за? Едногласно. Одиме се од точките редослед. Повели, колега. Побарав процедурално, оти председател на совет не ми дозволивте за реплика, не ми дадовте збор за реплика. Значи да нема недоразбирање како и што сами видовте, гласаме за овие точки. Градоначалниче, разбираме итноста нели на одредени точки кои што се од јавен интерес и од интерес на граѓаните и затоа нема збор. Стоиме тука и ги поддржуваме. Зборот ни е, значи, пола дневен ред кој што е за денешната седница, материјалот го добивме доцна синоќа или сабајлево. Значи можеше у овој месец дена да се спреми нели програмата за активности на општина Кавадарци во областа на спорт и млади во 2020 година. Имаше извештаи тука за некои културни манифестации. Исто така статутите на образовните институции не ги добивме на време. Значи ова е забелешка до председателот на совет. Председател на совет, не си тука само читач на дневниот ред, туку треба да се потрудиш материјалите што се за седница да бидат навремено доставени до сите советници. Затоа што сега во текот на седница ние треба за секоја една точка поединечно да бараме од службите да биде дополнително објаснато. Тоа пред граѓаните излего како ние како советници не сме го погледнале дневниот ред и не сме запознати со материјалот. Значи тоа е нашата забелешка. Иначе сите проекти кои што се од важност за општина Кавадарци и за граѓаните на град Кавадарци и тоа што го спомна градоначалникот, значи ние сме тука и стоиме за тие одлуки. Но меѓутоа мислам дека треба за другите точки кои што беа во редовниот дневен ред, дека треба навремено да бидат доставени до нас. Благодарам. Колега, вие рековте реплика на градоначалникот, па мене ми дадовте забелешка. Да. Ама ова реплика мене ми личи како удварање до градоначалникот, како да му се понижуваш, му се правдаш, а бе реплика е да речеш градоначалник ова точка, не, ја ставам и сум против. Тоа е реплика, не е реплика, е добро. Ја прифаќам, сега биди барем искрен. А забелешката према мене може да ти е на место, јас не сум сам, него вие сте сите заедно. Тие ако се договориме заедно да не ставиме ни една дополнителна точка, дигам рака и нема да ставаме, правиме место една седница, две седници. На кој реплика? Забелешка па реплика. Ајде. Значи, председателе, ти не си тука да цениш кој на кој се умилкува. Ти си тука да си ја работиш својата задача. Да го читаш дневниот ред, а претходно да ги информираш добро сите советници и нели да биде доставен дневниот ред до сите советници навремено. А јас побарав прво реплика на градоначалникот и тоа го кажав во моето процедурално, заради тоа што не ми даде реплика. Кажав, градоначалникот убаво ги спомна сите овие проекти и кажав дека тие се добро за доброто на граѓаните и дека ние ги разбираме тие точки кои што итноста на тие точки кои што треба да се најдат како дополнителни на денешниот дневен ред. И тоа ќе го поддржиме. Но забелешката е пак до тебе, значи за точките што треба редовно да се најдат на дневниот ред, ние пола од нив материјалот го немаме. Значи тоа е цела работа, а не е тука ти да кажуваш кој на кој се умилкува. Колега, ти ми даде забелешка, предложи ми седница да ја одложам за петок, турам на гласање и 2 дена ти се доволно да читаш. Имаш таква комбинација. Петок имаме право да држиме седница, не е поминат месец да го изгубиме паушалот, дај предлог го даваме на гласање, ако ти помине, ева ти да читаш материјал. Лазар Туриманџо. Вака, дека прво вака да кажеме, ни наша советичка група, сигурно и ВМРО, немаме ништо против општинската администрација, знам дека луѓе се ја бркат работата перфектно. Уште пред една година, кога почнаа материјали да ни дават по електронски пат, имаме проблеми. Тоа е факт. Ја тоа пред една година го кажа. Со градоначалник повеќе наврати разговараме бар на двете советички групи еден материјал да има упишана форма. Тоа не се прави до сега и мислам дека е пропуст. Мислам дека материјалот за секоја седница по еден пример да добиеме и ние и колегите од ВМРО не е грешка. Дека председателе со прачањето на материјалот имаме проблем и тоа не е грешка да се каже. Еве ќе ви кажам, информација за комуналец ми стигна на мејл пред 1 сат. И тоа не треба така да биде. И управо се колегите од ВМРО, сигурно и моите колеги ќе бидат
за тоа дека материјалот не се доставува на време. Пак ќе кажем, еден од да почнеме да го решаваме проблемот е службите бар по еден пишан материјал да ни доставуваат и нас и на колегите од ВМРО, па ќе се координираме таму, они таму у партијата ни и така да ќе разговараме за материјалот и ќе биде многу по-лесно и многу по-ефикасно. Благодарам. Доколку не бара никој градоначалник, овде градоначалник. Некој за збор да не сака. Анита Каракутова, повели. Значи, председателя, многу несериозно е да кажете за материјали кои што сме ги добиле синуча во 17:20, околу 15 точки, денес во 11, уште 10 на 15 точки, да му кажете некој да си земе 2 дена, да чита и да дојде у петок да се презакаже седницата. Значи, наместо да организирате на времено доставување на материјалот, вие не исмејувате тука и кажувате дека да си одиме дома и да читаме до петок, па да дојдеме у петок на седница. Стварно е несериозно. Колешке, благодарам, али сега немам друго што да ти кажам ради тоа што сега денес како држам седница ти немаш ич време. 2 дена се повеќе од ништо време. Не можам ја сега да што да ти правам. Каков одговор сакаш дади си, ја го прифаќам. Ајде. Што сега треба да правам по твое? Не знам зошто нервозно реагирате. Треба да проверите дали се материјалите по дневниот ред дали ни е доставен на време, односно една недела или моментот на закажување на седница, или бар да имаме унајава. Ако во моментот ни разбираме дека градоначалникот од ВМРО ДПМН работи многу, сите проекти што се во тек и кои се реализирани се во голем број, дека тоа се должи на напорна работа и труд. Меѓутоа, значи можеме барем да имаме најава. Че има аплицирање проекти, значи че има уште 4 точки од ЛЕР кои што се од важност. Или ние, значи далеко е тоа дека ние нема да ги поддржиме точките апсолутно. Меѓутоа во случај имаме сосема спротивен случај. И јас, значи вчера, завчера ги прашав службите дали како председател на комисија за локален економски развој дали че имаме некои точки, дали во моментот се аплицира за проекти. Ми беше кажано дека че нема. Се до денес до 11:30. Тоа беше причина за реакцијата. Колешке, градоначалникот објасни. Јас сум стувен у простор 5:1. И сега, единствено што можам да ви понудам да одложиме за 2 дена. Дури и тоа може не е изводливо ради тоа што градоначалникот даде јасен сигнал. Институциите за... ние, колеги, тоа можеме да го решаваме. Колеги, тоа може да го решаваме за наредни седници. Сега сме на свршен чин. Значи, тоа го прифаќаме, ама сега ти денеска од мене не можеш ништо да бараш. Или денеска или петок. Прифаќам и ја исто со вас мислам. Анита, ја прифаќам сугестијата, али заеднички треба да се поправиме сите. Со оглед на тоа дека стварно е проблем добивањето на материјалот, еве слушаме и повеќе советници. Ја си земам лично за обврска за закажувањето на наредните седница. 7 дена пред денот на седницата се закаже. Ева, ако може вака да ги исконтактирам координаторите на советнички групи заедно со председателот на совет. Оние од службите кои се задолжени во делот за спремање на материјалите и за седниците се тука присутни и речете се под тебе како сектор, еве задолжи ги да материјалите ги пуштат на време и доколку следната седница имаме проблем во редовниот дневен ред и не е пуштен на време материјалот, ја би предложил да имаме и санкции во делот на... И по една копија градоначалник. Да, по една копија нека има во хартијна форма на координаторите да му дајме една недела пред седница. А оние што се дополнителни точки ќе ги решаваме заеднички во делот на итноста, оправданоста и така натаму. Така да координираме работите. Ќе ги координираме работите и ќе си бидеме во комуникација. Колеги, може ли да почнеме со дневниот ред? Точка 1. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите. Се извинувам. Оваквиот дневен ред го ставам на гласен. Кој е за? Мислам дека го усвоивме втори пат. Точка 1. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на вредноста на бодот на платите на административните службеници за 2020 година. Отварам расправа. Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на гласање.
Кој е за? Едногласно. Благодарам. Точка број 2. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Кавадарци за 2020 година. Отварам расправа, доколку нема за расправа, ја ставам на гласање. Точка број 3. Предлог одлука за примење на донација од Перкан проект до Ел Прилеп. Отварам расправа. Доколку нема, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Четврта точка. Извештај за реализација на програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта во општина Кавадарци за 2020 година. Отварам расправа. Доколку нема, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Пета точка. Предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статут на бесправен објект спортско-рекреативен објект на улица Вишесница. Отварам расправа, доколку нема, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Шеста точка. Предлог одлука за изменување и дополнување за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статут на бесправен објект Моклички водовод. Отварам расправа, доколку нема, ја ставам на гласање. Јованчев? Едногласно. Едногласно. Од кај знам, може да е против. Предлог одлука за ослободување на плаќање надоместок за утврдување на правен статут на бесправен објект село Сопот. Едногласно. Предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статут на бесправен објект село Марина. Доколку нема, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Дали беше за Зоки? Точка 9. Точка број 9. Предлог одлука за плаќање за примање на и давање на трајно користење на движна ствар. Книга без надомест на јавна општинска установа библиотека Феткин Кавадаци. Отварам расправа. Доколку нема, ја ставам на гласање. Кој е за? Точка број 10. Предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 02/64/1 од 10.1.2020 година за утврдување на висината на бодот за плати за исплата на плати на административни службеници вработени во ЈП Комуналец Кавадарци, донесена од директорот на ЈП Комуналец Кавадарци. Од 10 до 18 точка заедничка расправа. Колеги, од 10 до 18 ги читам, заедничка расправа, поединечно гласање. Дали се слагате? Точките за комуналец. Добре, на Комуналец. 11 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 02/2536/6 од 27.12.2019 година за одредување на надоместок за користење на пазаришен простор и други погодности на мини пазарче дадено за времено користење на ЈП Комуналец Кавадарци за вршење на дејност, донесено од управниот одбор. 12 точка. Предлог одлука за давање согласност на информација донесена од директорот на ЈП Комуналец Кавадарци. 13 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлуката за усвојување на ценовик за обележување на хоризонтална сигнализација на територија на општина Кавадарци, донесена од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 14 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлуката за усвојување на ценовник за одржување на локални патишта на територија на општина Кавадарци, донесена од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 15 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за усвојување на ценовник за одржување на полски патишта на територија на општина Кавадарци, донесено од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 16 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлуката за усвојување на ценовник на одржување на сообраќајни знаци и столбови на територија на општина Кавадарци, донесено од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 17 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за усвојување на ценовникот на одржување на поплочени улици и прередување на гранитни коцки на територија на општина Кавадарци, донесено од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 18 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлуката за усвојување на ценовникот за одржување на урбена опрема на територија на општина Кавадарци, донесено од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Отварам заедничка расправа, ги гласаме поединечно. Кој бара збор? Доколку нема никој, одиме редоследно. За 10 точка, кој е за? Едногласно. 11 точка? Едногласно. 12 едногласно. 13
едногласно, 14 едногласно, 15 едногласно, 16 едногласно, 17 едногласно, 18 едногласно. Благодарам. Точка број 19. Предлог одлука за давање согласност на одлука за со архивски број 04/26/1 од 21.1.2020 година за утврдување на висината на бодот за исплата на плати на административни службеници вработени во ЈП паркинг Кавадарци донесено од директорот на ЈП паркинг Кавадарци. Да одиме и овие точки од паркинг заедно, па да ги гласаме поединачно. Се слагате? Паркинг точките да ги одиме со заедничка расправа, да ги гласаме поединачно. Точка број 20. Предлог одлука за давање согласност на одлука за давање трајно користена движна ствар на општина Кавадарци донесено од управен одбор на ЈП паркинг Кавадарци. Точка број 21. Предлог одлука за давање согласност на одлука за утврдување на цена 12 паркинг места во период надвор од временската зона донесено од управен одбор на ЈП паркинг Кавадарци. Точка број 22. Извештај за финансиско работење ЈП паркинг Кавадарци донесено од управниот одбор. Број 23. Одлука за давање согласност на одлуката со архивски број 03/35/3 од 27.1.2020 година за утврдување на тарифа на цени по зони за организирање зонско паркирање донесено од управниот одбор на ЈП паркинг Кавадарци. 24 точка. Предлог решение за изменување и дополнување на решението за изменување на членови на надзорен одбор за материјално финансиско работење ЈП паркирашта, јавни паркирашта паркинг Кавадарци. Заедничка расправа по сите точки, а поединечно ги гласаме. Дали некој бара збор? Повели колега Лазар Ториманџев. Благодарам, председателе. Гледам дека директор на паркинзи е тук, па сакам да го искористам. Ево уште една од техничка природа, не е проблем. Имам предлог паркинзи да си направат еден голем билборд или пано со зонското паркирање. Граѓаните имат проблем, не знаат до кај која да е прва зона, каде е втора зона. Тоа мислам дека финански не кошта многу, може да се тури на площадот, еден голем билборд или пано и да видат луѓето да знаат каде е прва зона, која улица е прва зона, каде е втора и така натаму. До мене стигна едно прашање од наш сограѓанин и директорот тук, па ќе кажам да го искористам, ако може да ми го одговори. Вака, од техничка природа. Човекот живее у Сопот. Место на живење Сопот. Има стан у Кавадарци. Станот е на негово име, а станот му живее синот. Питал у паркинзи, питал се. Он вика дека питал се, тоа ќе кажа тука. Питал у паркинзи за годишна претплата. А возилото се воде на негово име. И му рекла дека тоа ќе биде проблем, дека ќе не може да изваде годишно. Ако може да ми одговори директорот. Благодарам. И ако е тоа проблем, значи ни наредне некој совет ќе мора да реагираме, че има такви доста луѓе. Благодарам. Колеги, се слагате ли сите прашања да ги бележи директорот и на едно излегување да даде одговор да не доаѓа повеќе пати? Дали има друг за збор? Доколку нема ништо, друг некој. Доколку нема за збор, бара градоначалникот. Повеќе. Во делот со јавниот паркинг ќе си одговори директорот по основ на ова прашање. Меѓутоа мора да се работи строго по правилници, по критериуми, по тоа што е донесено од Совет и од Управен одбор, за тоа што не сме да дозволиме ни најмала врата да може да се прави, не да може било каква маневризација или било што. Тука сигурно по мене логично е со една изјава од родител или заверена на извод од роден дека мојот тој родител и дека, значи, фамилиарната поврзаност мислам дека може да се реши, али сепак треба да биде тоа со изјава подкрепено, се одговори директор по тоа. Јас сакав друго да потенцирам да кажам. Од сабота здрави живи стартираме официјално со зонсто паркирање. Сабот и недела ќе бидеме активни
целокупното предпријатие ќе биде активно на терен, така да одлучивме од самото први да почнеме, пошто преку викенд станарите, луѓето се претежно дома, доколку имаат прашања или било што, ќе можат соодветно и нашите вработени да одговарат и од лице место. Направивме околу 4000 флаери кои што веќе ги поделивме и ги делиме по згради, ги оставаме на јавни објекти, на фреквентни места, каде што точно означена прва, втора и трета зона на самиот флаер. И исто така на електронска форма во делот и на веб страницата и на Facebook статусот се објавени целокупно зоните. Меѓутоа може и директорот не си земе за обврска и како е допарно да се стави на централно градско подрачје. Меѓутоа сакам друго да потенцирам, кога веќе го спомнавте Сопот, Марена. Имаме еден проект кој што моментално го работиме со службите. Тој ќе биде за наредниот совет, веројатно ќе го доставиме доколку успееме да го и целокупиме. На мој предлог и на заедничко разбирање со превозниците, сакаме сите села во општина Кавадарци, кои што се повеќе оддалечени од централното градско подрачје над 4 км, а тука спаѓаат околу Ресова, Бегниште, Дабниште, Возарци, Раец, Дреново, Сирково, Бошовијата комплетно, со Рожден, Мрежичко и село Сопот, да има возможиме да имаат редовна дневна линија, дури нови села Возарци, Сопот, ми се чини негде по 4-5 пати на ден треба да има линии. Во горните села Бошовијата да биде 3 пати неделно, со финансиска конструкција и со буџет да биде бесплатен превоз за тие села и рурални средини во делот на развојот на самите средини. Што и постигнале со тоа? Со тоа и постигнале да имаме економска оправданост на редовност на линиите, пошто сега за Бошовијата не се јавува никој на јавна аукција за да возе, за тоа што или има еден патник или тројца или нема економска оправданост, али во делот кога ќе имаме бесплатен превоз 3 пати неделно, по 2 пати на ден треба да биде и саба или попладне, задолжително, мислам дека ќе се раздвижи повеќе и самото место и луѓето, нема да ги занемариме, така да руралните средини мора да ги негуваме, да ги штитиме, нема да бидат големи финансиски импликации за општината, ќе испаднеме наредниот совет со точни податоци, со точна динамика на линиите и еве нека биде како најава дека доколку успееме да го изменаџираме, да тие села ги ослободиме и имаат бесплатен превоз. Значи бесплатен превоз во делот за нивните потреби на движење на тие луѓе. Благодарам. Благодариме, градоначалник. Дали има друг за збор? Виолета Повели, колешка. Кавадарци и на негово место се именува Глигор Георгиевски. Тоа ни е во точките што треба да ги гласаме. Доколку нема друг за дискусија, го повикувам директорот да објасни на советникот Римаџов. Благодарам на прашањето. Прашањето ви е на место. Почитуван председател, почитуван градоначалник, советници. Значи, начинот на кој што се прибираат во моментот станарските дозволи, затоа што најпрво ЈП паркинг започнува токму со тие лица, за да на почетокот на месец февруари да немаат никаков проблем тие што живеат во нивната зона, значи да немаат проблем со паркирањето. Тоа ќе биде, да речеме, на почетокот на месецот, доколку не се јават некои проблеми, бидејќи имаме тестирање на софтверот, за да не одлагаме. Значи, планот е за 1 февруар да биде почеток на зонско паркирање. Оноа што го бараме од самите станари да го обезбедат, односно да аплицираат за таа
станарска дозвола, која е повластена и изнесува 900 денари за прво, 1500 за второ возило, доколку имаат, е барање, кое што го има и на самата веб страна на ЈП паркинг, или ако не може да го отштампат, го даваме ние во примероци, доставуваат имотен лист. Со имотниот лист докажуваат ја докажуваат адресата на зонското паркирање каде што гравитираат, за да можеме точно да одредиме ние во која зона да му дадеме повластена карта. Доставуваат лична карта на увид, за да можеме да му го потврдиме собственоста, односно живеалиштето, дека он лицето кое што аплицира бара за тоа место. Меѓутоа во случајот како што било, може да се докаже и со извод од родени, како што каже градоначалникот, без разлика што имотот се води на негов родител. Изводот од родени е токму тоа што докажува врска од родителот со детето. Предлогот исто што беше околу билбордот, мислам дека е добар, меѓутоа ако испаднеме сега на лице место, мислам дека денес завршуваат со поставувањето на знаците. До крајот на денот веќе ги имаме А, Б и С зона. Значи со самото гледање на знакот е одма знаат во која зона се наоѓа, дали е зона А, дали е зона Б, дали е зона С. Меѓутоа и предлогот е добар, ќе видиме за почеток можеби е најдобро да се направи некоја таква мапа ли, иако таа мапа беше преку луѓето кои што веќе започнаа со обука, кои што се примени на работа, со самите флаери, на самиот флаер имаше мапа за зоните. Меѓутоа и овој предлог ќе се разгледа, мислам дека не е проблем за да добијат дополнителна информација и самите граѓани за да може да си знаат во која зона треба да пуштат порака. Благодариме. Колеги, дали има друг за збор? Доколку нема, одиме редоследно со гласање. Точка број 19, кој е за? Едногласно. Точка број 20, едногласно 21, едногласно 22, едногласно 23, едногласно 24, едногласно 25. Одиме се точка број 25. Предлог одлука за давање согласност на одлука за утврдување на висина на бод за исплата на плати на административни службеници вработени во ЈП Јасмин Кавадарци, донесена од директорот на ЈП Јасмин Кавадарци. Отварам расправа. Доколку нема за расправа, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 26. Предлог одлука за давање согласност одлука со архивски број 02/23/1 од 14.1.2020 година за утврдување на висината на бодот за исплата на плати и давател на јавни услуги и на директорот вработени во јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадарци, донесена од директорот на од истата институција. Број 27. Предлог одлука за се извинувам. Одиме точка по точка. Отварам расправа за точка број 26. Доколку нема никој точка, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 27. Предлог одлука за давање согласност одлука за исплата на плати на јавни службеници во јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадарци, донесена од директорот на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадарци. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, точката ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 28. Предлог одлука за давање на позитивно мислење на одлука на донесување на статут на Основно општинско училиште Страшо Пинџур Кавадарци, донесено од училишниот одбор на Општинско основно училиште Страшо Пинџур Кавадарци. Кој е за? Едногласно. Точка број 29. Предлог одлука за давање на позитивно мислење на одлука за донесување на статут на Општинско основно училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци, донесено од училишниот одбор. Кој е за? Едногласно. Точка број 30. Предлог одлука за давање на позитивно мислење на одлука за донесување на статут на Основно општинско училиште Гоце Делчев Кавадарци, донесено од училишниот одбор на Општинско основно училиште Гоце Делчев Кавадарци. Кој е за? 31 точка. Предлог одлука за давање за позитивно мислење на одлука за донесување на статут на Основно општинско училиште Тодор Хаджитиев Кавадарци, донесено од училишниот одбор на Основно општинско училиште Тодор Хаджитиев Кавадарци. Кој е за? Број
Почтено е за статус на какво се делаше на точката на това почтено. Грешка техничка. Това няма. Техничка грешка. Број 32. Предлог одлука за давање на позитивно мислење на одлука за донесување на статут на Основно општинско училиште Димката Ангел од Габрат Кавадарци, донесено од училишниот одбор. Кој е за? Едногласно. Точка број 33. Предлог одлука за давање на позитивно мислење на одлука за донесување на статут на Основно општинско училиште Димката Ангел од Габрат село Ваташа, донесено од училишниот одбор. Кој е за? Едногласно. Точка број 43. Предлог одлука за давање на позитивно мислење на одлука за донесување на статут на Основно општинско музејско балетско училиште Лазо Мицев Рале Кавадарци, донесено од училишниот одбор. Кој е за? Едногласно. Точка број 35. Предлог одлука за ажурирање процена на проценка на загрозеност на подрачје на општина Кавадарци од сите ризици и опасности. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, јас ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 36. Предлог решение за изменување и дополнување на решението за разрешување и именување на членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патишта. За комисията, председател. Повели колешке, прочите. Значи, Комисијата за мандатни прашања, избори и именување му предлага на Советот решение за изменување и дополнување на решението за разрешување и именување на членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. За членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата дополнително се именуваат Диме Крстев и Димитар Митрев. Благодариме. Пеќа. Точка 36 се ставам на гласање. Точка број 36 ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 37. Предлог одлука за давање согласност за приватизација на КП број 3909. Отварам расправа. Доколку нема за расправа, ја ставам на гласање. Кој е за? Точка број 38. Предлог програма за обележување на празникот на лозарите Свети Трифон 2020 година. Отвараме расправа. Има представник тука од иноватива, не? Не од иноватива, ова е за Свети Трифон, можат нашите служби кратко објаснување ако имате потреба, ако немате. Добро. Точката ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 39. Извештај за реализација на програмата за активноста во општина Кавадарци во областа на спорт и млади за 2019 година. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 40. Предлог програма за активноста на општина Кавадарци во областа на спорт и млади за 2020 година. Отварам расправа. Збор. Повели колега. Почувам председателя, почитувани колеги советници, останати присутни во салата. Во врска со програмата немаме некои посебни забелешки, освен во табеларниот приказ на распределба на финансиските средства по клубовите. Мислиме дека финансиските средства не се правилно и адекватно распоредени во согласно с методологијата или начинот или ангажманот на клубовите и нивните резултати, така да имаме наш предлог со прераспределба или минување на некои од паричните средства во табеларниот приказ на финансиски средства. Тоа е нашиот предлог на коалицијата на предводена од ВМРО ДПМН е да на клубот подреден број 4, традиционалниот карате клуб Кавадарци, се намалува од 800 на 400.000, а тие средства да бидат прераспоредени редоследно, че ги читам по редослед и по име на клубовите. Значи 20.000 плюс на джудо клуб Кожувчанка, реден број 7, ракометен клуб Тиквеш јуниори 2012 плюс 100.000 денари, значи вкупно 200.000, реден број 11 карате клуб Енерджи ОС 6 плюс 50.000, значи вкупно 110.000, карате клуб Сансай 100.000, 30.000 плюс, значи вкупно 130.000, реден број на 28 здружение Тиквешки
точкаджи плюс 100.000, значи вкупно 150.000, реден број 32, фудбалски клуб Сопотско поле, плюс 60.000, значи вкупно 90.000 и кикбокс клуб Кавадарци плюс 40.000, вкупно 120.000. Значи нашиот предлог, предводен од коалиција на ВМРО-ДПМН, е да табларниот приказ на распределба на финансиски средства да биде по тој редослед. А во вкупни Колеги, ова како предлог, како амандман, сакате да го ставиме на гласање? Бара збор. Туриманџов бара збор, повели Туриманџов. Прво тој дигна рака, збор, па после пауза. Не е проблем пауза, не е исто ти е развивар, после. Повели Туриманџов. Чека. Вака. Јас сум 2 години у Советот. И лани ми беше как се распоредува средствата или предходно година, не се сеќавам. Па ми објаснаа дека имало бодирање. Колегата Тасев тука е долго време, треба да го знае тоа бодирање како оде. Гледајќи ги сумите вака, од лани некоја битна промена нема. Сето ова што го искажа колегата Тасев, мене ми личе на купуење политички поени. Ја не планирам, колега, ќе си земиш збор или реплика. Значи вака, Советската група на СДСМ не планира, тука има 43 клуба. Овие 43 клуба. Некој е поактивен, некој е понеактивен. Мислам дека нема клуб у Кавадарци што не е влезен у оваа листа. Советската група на СДСМ не планира да вие 43 клуба, нека имат по 30 деца, тоа се 1200 наши млади деца, со вакви политики да ги оставиме на цедило. И мене ми е симптоматично зошто фудбалот лани да добие 9-10 милиона денари, а кошарката да не добие ни еден денар. Лани само еден кошаркарски клуб Спортисимо добри 300.000 денара, ваа година луѓе што не се надпреваруваат, па не знам ни да не ги има тука. Така да, ако биеме реални, да и реално да кажуваме работите. Некој да добие 9-10 милиона денари, 2 години че влееме у прва лига, па ја не може да влеземе у прва лига. А некој па има тука, па и ќе ви кажем еден друг податок. Ние имаме девојче од Кавадарци, си има искачено на Мон Блан, лани не му да домени еден денар на девојчето. Затоа не коментираше никој. Значи има, не можеш кад делиш општински пари, колку и да си реален, колку и да правиш, некој ќе биде задоволен, некој нема да биде задоволен. Значи, како да правиш дома фамилија имаме, па не можеш да погодиш некој пат. Значи, дај, вака ка што стоја, не гледам битни некои разлики од лани. Дај да не се препукаваме, да не однадујме. Јас немам никакви проблеми од Ирисо Сакалиев е каратист. Никакви проблеми немам. Као што немам проблеми, например, на фудбал да му се дадат 9 милиона денари. Ја да ви кажам, па фудбал не ни гледам. И немам никакви проблеми. Али сум за децата да спортуват. Тоа е едини начин младите деца да ги натераме да одат на некој прав пат. Само преку спорт. А за пари, што и да правиме, ние нема да погодиме. Некој ќе не критикуе, некој ќе напаѓа, некој ќе не фале. Благодарам. Колеги, вака сега. Само момент. Бараш реплика? Може. Ајде. Вака, не ја сватив поентата на зашто ме спомне и зборот на колегата советник Лазар Туриманџев, затоа што ни извадив, ни пак некој му скратив пари, али на почеток како добро ме слушаше, а па најмалце гледам поента зашто мислиш дека политички бе поентирал. Стварно ја сванаш ова, затоа што како ме добро слушаше на почеток, кажав дека не се
адекватно и пропорционално распоредени во согласност ангажманот и резултатите кои што ги постигнуваат клубовите. Точно вао кажа дека фудбалскиот клуб Тиквеш не постигнал резултат, само е намален. Но ако билани сме му дали 10, имаме 5 милиони и така нататък, да не образложуваме. Значи, многу убаво кажав на почетокот, добро го образложил, затоа што не се, а дека има нека методологија или правилник или формула, има, но не се применува соодветно како што треба. И никаде не е ни приложено таа методологија кај што како треба да се распоредат финансиските средства или парите по клубите во согласност нивните резултати. Да не се одам поединечно по клубови, да не ги именуиме резултатите или кој како што е. Значи, многу добро кажав, а што му беше поента на колегата Турманчев, не знам. Турманчев, реплика. Благодарам, председателе. Мала реплика на колегата Тасев е вака да за негова информација за мај месец за клубот има планирано плюс 4 милиона денари. За фудбалски клуб Тиквеш. За мај. Не, сега за мај што ќе дојде, а после изборите. Вака сега да ви кажам. Пак ќе кажам, да не нафлеаме клуб. Значи, вака, Блаже, молим те. Значи, вака, да не влеваме у дебати. Може и да е Блајшо управо. Да не влеаме у дебати да ги коментираме тука клубовите. Значи, може да е управо. Па ја ќе речем, па зошто да добие, кој ги каже, само Блајшо, не ги запишав, тие клуб, па нека добиде друг. Вака, мене и лани станав за збор, кажав, еден клуб, значи нечу да ги именувам клубовите. Одма тоа ќе се претумаче у јавноста дека ти си за некој или против некој. Еден клуб што праве комерцијална работа, исто добива средства. Луѓе, тука сите клубови се опфанати. Сите до еден. Дали ги добил 6, дали некој доби 50, да не влејаме у дебата, дај на вие клуб да му дајме, на ние да му земеме. Значи, пак е многу лесна работа. Нека се соберат клубовите, нека си дојдат сите тука представници, нека дебатират. Не сме ни тие што ќе оцениме дали некој е поактивен или е по-неактивен. Дај да не работа што не е наша, во е за спортистите работа. Благодарам. Колеги, вака, само да има недоразбирање, значи и за јавноста повеќе. Нормите што ги имаме поставено ние како совет за бодирање, таму влегуваат резултати на клубови, колку време постои клубот, во кој ранг се надпреварува, и уште неколку подставки и по тие ставки комисија бодува на секој клуб. Имаме ставени фактори, дали е градски клубот, дали го носи името на градот, и имаме ставено клубови што имаат спонзори. Сега не сакам да спомнувам имења на клубови што се спонзорирани од најдобрите фирми во градот и излегува дека ние од општината му даваме пари на фирмите. Дали тоа, Блашко, го гледаш? Ти нешто Кожувчанка ми зборуваш и Клувчанка е звучно име, не сакам никогаш негативно да зборам, али таму дадовме, а спонзорот дава на сите клубови уште по една вреча пари. Тоа Кожувчанка дава и на другите. Него го финансира комплет, а и на другите клубови помага. И сега, ние да не ги ставиме у подредена улога и на тие што имаат спонзори, комисијата едногласно донела одлука да му даде поени. И сега кога вие се пречкате, едниот предлог е да ја гласаме програмата таква како што е, другиот со измена, јас ќе дадам предлог да се гласа како што е таква програмата еден и другиот со измена. Ако помине едниот, добро, ако помине другиот, добро, али твојот предлог за да помине треба да имаш, да срушиш оглас, да бодираш, а не од ракав од овој да земам, ноној да дадам. Така не се бодува по оние табелите. Ти од ракав ми тресиш, од еден вадам на друг турам и тоа е најнормално дека е некоја пристрост или некој твој личен интерес. Тоа за мене не е добро. Благодарам. Сега. Кој бара реплика? Блашко, па ти, па Анита. Повеле. Почитувам председателе, во никој случај од ракав не е истресен ова. Ако мислиш дека тоа е така, ако видите така функционирате, ја не функционирам. Значи, многу добро знам и од претходниот мандат како е направена таа формула и как се бодира. Значи, во никој случај не е применета. Ајде, за еден клуб, кажете ми го начинот на бодирање или методологијата кој што е тука избодиран и добиени финансиски средства. Кажете ми го, ви сте председател на комисијата за спорт. Со какви резултати? Дали има меѓународен, дали има општински, дали има републички? И как се бодирани и как се добиените финансиски средства? Пример за, ајде, не е битно да именувам. Еден клуб ви изберете го и кажете го.
Колега, сега вака. Вчера имаше комисија за спорт. Извештајот од комисија за спорт. У извештајот на комисија за спорт имаш табелен преглед на сите бодирања. Од службите јас не ги носам у джеб да ти ги дадам, че си ги побереш од службите, че си ги видиш. Сега ти сакаш да не работиш, ја да ти дадам на седница тебе табела. Земји ја табелата и прочити. Реплика Тони, поведи. Благодарам, председателе. Значи, тука убаво кажавте за некакви бодирања. Нели, тоа и минатата година исто така го дискутиравме, исто така кажавте за бодирања, како биле бодирани одредени клубови и спрема тоа се добиваат финансиските средства. Но малку мене ми е симптоматично. Значи, гледам тука одредени клубови кои што секоја година, еве, јас сум трета година веќе советник во Советот, трета година поред гледам како за одредени клубови, значи има раст на финансиите. А одредени клубови остануваат, тоест стагнираат со финансиите кои што им ги доделуваме ние. Значи тоа ми е малку симптоматично. И во ред убаво кажа, нели, нека се даде на гласање нашиот предлог, како што е, нели, нашиот предлог за распределба на финансиите и ако помине во ред, ако не, нека после тоа нека се гласа овака како што е поминато на комисија, али пред тоа, нели, барам како координатор на советничка група, пауза, после репликата, ако има колешката Гинова реплика, после реплика барам пауза. Благодарам. Анита, повели реплика? Јас не сум член на комисијата за спорт и обично избегавам за спорт да зборувам, меѓутоа за програмата за спорт, односно за финансиите, има голем број на малверзации, моабети градски, како не се ги наричам. Значи, и кој како ќе не сретне, дали е тоа на свадба, дали на слава. Ако има врска нешто спортот, значи тоа е основен моабет. Че ве молам, значи една сугестија. Добар дел од луѓето вклучени у спортот сака да учествуваат у работата на оваа програма, да ги поканите у делот кога се формира програмата за работа за тековната година, а особено делот на извојување на финанси, нека биде значи поотворено, потранспарентно. Самите ако треба една комисија од представените спортски клубови нека се формира. Самите нека бодират да видат луѓето дека се дават наменски пари, дека се дават на место и на оној што најмногу заслужува. Благодарам. Колешке, морам да ви одговорам на репликата. Значи, тоа што укажување, се извинувам. Само за една работа. Секојдневно, некогаш и ноќта, јас сум се со тие тренери и со клубови. У спортска сала јас ми сум вработен, за ваша информација. Ако не знаете, клубовите вежбаат у спортска сала Јасмин и Кавадарци. Ја ги знам сите клубови, сите нивни членови, нивните резултати од највисок ранг, светски, европски, балкански, олимписки, од турнири. Знам кои клубови се градски, кои се школи фудбалски, комерцијални, тоа сето јас добро го знам. Комисијата беше едногласна во одлуката. Ние секогаш можеме да најдеме грешка, комуникацијата моја со клубовите е завршена и сите клубови со ова одлука се задоволни. Нема да дојде ни еден клуб од утре и од сега натаму кај мене да се жали. Одлуката е направена така како што треба, ми се собрани клубовите, тренерите, секојдневно комуницираме, се договараме и ова одлука по моја и по одлука на комисија е добра. Советот е тој што последно одговара и одлучува. Како ќе одлучи Советот така, само за јавноста не е добро. Блашко ми е почитуван колега, од едно место вадиш, ставаш на 10. Ако вадиш од 10 места и на 10 ставаш, некој чече, а и нека има нешто во тоа. А од едно место да вадиш да ставаш, да тресиш од ракав на 10 места, не е окей. Не е добро за јавност. Дека некој го знае спортот, јас сум најмногу што знам. Не сум во никој спорт, ништо освен тренер или такмичар. Немам ја интерес према никој клуб да оштетам или да му дадам повеќе пари од тоа што треба. На сите дадовме, треба оние што имаат спонсори да не им даваме, на градските клубови треба да им дадеме повеќе, али ние сега се одлучивме на сите да им дадеме ради тоа што ние сакаме да го дигнеме нивото на спортот во сите спортови. Сите киксбокс клубови, нинџитсу клубови и карате клубови се мои школи и мои учители. Сега мене ми е мило што имат во тој дел најмногу спортисти. Тоа е добро, тоа е за поздрав. Сите се наградени и сите се задоволни. Само некои од советниците ради сега кампања сакаат да предизвикаат дека многу се грижливи. Ако е некој многу грижлив, дали еднаш дошол у сала и за спортот да донесе еден денар.
Не дошло. То не е добро од нас, колегите. И на манифестации спортски кога ве каниме, а 20 деца се не пребројуваат, двајца, ја и директорот ги гледаме у салата. Советниците не прават таа црната работа. А луѓето и тоа го гледаат. Ние треба да сме присутни на манифестации спортски, комуникација со клубови и кога се носи одлука можеме да цениме. Значи комисијата сега проценила вака. Јас како председател на совет почитувам и ваше мислење и нивно. И мене ми останува да дадам на гласање. Па кој ќе помине, нека помине. Благодарам, нема повеќе да се препокуваме. Пауза баравте. Колеги, 5 минути пауза, па одиме податам. Точка 40, како што е формулирана програмата, предлогот на Галис, ја ставам на гласање. Кој е за? Ајде. Двата предложи ги ставам, кој ќе помине тие што? И од Галис предлогот и од на Блајшто. Двата предлога ги гласаме, кој ќе добро? Предлог. Значи ти, Блаже, кажа нешто, а не го образложи ни како ќе го правиш ти. Ајде. Ајде уште колешката и одиме со гласање. Точка број 40 ја ставам на гласање, така како што беше. Кој е за? Шо има? Значи има предлог. Два предлога има, еден и друг. Не е предлог, тоа е редовна точка. Значи предлогот прво се става. Ајде ќе го ставиме и предлогот прв. Предлогот на колегата го ставим на гласање. Кој е за предлогот од на Блажо Тасев? Благодарам. Точката така како што беше 7. Нема уште еден сега, 50 пати. Ајде да видам кој се против. Ќе ви дадам само да помине точката. 10 се против. Воздржана е Жана, така? 10 се против. Блашко, предлогот не ти поминува. Точката 40 ја ставам на гласање таква како што е. Кој е за? 10 за. 10 за. Ајде да броиме уште еднаш. 10 се за, немој сега. Шо процедурално? Кој е процедурално? За шо? Помина точката процедурално се прави пред да помине. 41 точка. Предлог локален акцијски план и програма за родова равноправност. Колешки, отвараме расправа по 41 точка. Збор на... процедурално, повели сега можеш. Леле, човече, че не изтепаш. Господине Сакалиев, председател на Совет и читач на дневниот ред, че ве молам, кога бараме процедурално, без разлика дали ние колегите од опозицијата или од позицијата, вие треба да не удостоите, односно да го спроведувате законот за Совет и да ни дадете збор за процедурално. Моето процедурално барање беше во однос на претходната точка, морам да ја кажам, зошто ќе гласав воздржано од причина што сум член на управен одбор во градскиот ракометен клуб. А другите кои што претпоставувам тука од советниците имат конфликт на интереси, тоа не го направија. Тоа беше моето процедурално. И ве молам, кога бараме процедурално, ништо не е страшно да не се даде процедурално. Благодарам. Колега, се извинувам, ако ти била намерата таква, и веќе се извинувам. Па се изјасни колегата дека гласа воздржан. Нема да ве чекам 5 минути пауза, пола сат ве бркам. Одиме се точка број 40. И 1. Локален акцијски план и програма за родова равноправност. Отварам расправа, збор бара. Повели колешке. Може. Ајде. Добре. Акцијскиот план за родова рамноправност на општина Кавадарци е изработен во согласност со стратегијата за родова еднаквост 2012-2020 година, донесен на 20 февруари од Собранието на Република Македонија и Националниот план за акција за родова рамноправност, стратешки документ на владата на Република Северна Македонија, која ги дефинира целите, мерките, индикаторите, клучните креатори
на политиката за унапредување на родовата рамноправност во различни области од животот, одговорните чинители и сите засегнати страни во воспоставувањето на родовата рамноправност и еднаквите можности на жените и мажите во Република Северна Македонија. Локалната власт има клучна улога во намалувањето на нееднаквостите и промовирањето на вистинското еднакво општество. Комисијата за еднакви можности како постојано работно тело при Советот на општина Кавадарци е утврдена со статутот на општина Кавадарци. Мандатот е 4 години. Доколку сакаме да изградиме заедница што се базира на еднаквост, многу е битно локалната власт целосно да ја земе во предвид и половата димензија и да вметне во своите правила на управување, организација и практично работење. Во денешницата и во иднината, вистинската еднаквост помеѓу мажите и жените е исто така клучот за нашиот економски и социјален развој и успех и не само на локално, туку и на национално ниво. Основната цел на овој документ е да се обезбеди континуиран развој во реализација на родовата рамноправност. Приоритетни области на работа ни се човековите права, односно недискриминацијата, подигање на свеста за грижа на жената за сопственото здравје, жената и одлучувачките процеси во локалната заедница, жената на пазар и труд, жената како домакинка, земјоделка, сточарка и родово базирано насилство. Би сакала да искажам една голема благодарност до градоначалникот за неговата несебична подршка на нашата комисија, на мојот координатор во ангажирањето, бидејќи ние сме комисија која што во овој состав и во овој совет донесе за прв пат план за локален акцијски план и програма за родовата рамноправност. И посебно сакам да потенцирам дека законски веќе сме обврзани да правиме родова разделена статистика на сите пристигнати извештаи, било од комисиите, од институциите, односно на сите нивои на локално ниво во општина Кавадарци. Благодарам. Благодариме, колешке. Дали има друг за збор? Доколку нема, колега повери за реплика. Доколку нема, ја ставам на гласање. Кој е за? Втора точка. Предлог измена и дополнување на годишниот план за вработување на општина Кавадарци за 2020 година. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, точката ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 43. Предлог одлука за давање трајно користење недвижна ствар училишна спортска сала на општинско основно училиште Димката Ангел Габерот Кавадарци без надомест. Беше изборија план за вработување за 2020. Па го поминав, сега го гласам. Го изгласаме, таа точка ја гласавме. 43 точка, отварам расправа. Кој бара збор? Доколку нема за збор, ја ставам на гласен. Кој е за? Едногласно. 44 точка. Предлог програма за поставување на урбана опрема на подрачје на општина Кавадарци. Отварам расправа. Доколку нема, ја ставам на гласен. Кој е за? Едногласно. 45 точка. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на потребата од поставување на урбана опрема и услови и начини за постапка за издавање на одобрење за поставување на урбана опрема на подрачје на општина Кавадарци. Кој е за? Едногласно. 46 точка. Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од плански опфат. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, точката ја ставам на гласање. Кој е за? Точка број 47. Наративен извештај нова година 2020 година. Отварам расправа, доколку нема за
се извинувам, повели колега. 47 точка, наративен извештај, нова година 2020. Повели. Благодарам председателя. Еве уште една причина зошто за култура, за спорт, за музика не треба да дебатираме. Значи вака. Програмата за Свети Трифуна имаме тука. Никој од колегите од ВМРО не кажа дека за пејат ќе даеме 240.000 денара за 2 сата. Со тие пари знаете ли колку групи од Кавадар ќе свират? Тоа никој не го спомна. Затоа ви реков да не правиме дебати за работа што не ја разбираме и за работа што унесе нас компетенција. Така е спортот, така е културата, така и музиката. За некој музичар може вреде некој, за некој не вреде ништо. За работи, вакви работи не треба да дебатираме. Благодарам. Колега, благодарам. Доколку нема друг за збор, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 48. Предлог одлука за одредување на приоритетен проект и собствено учество на општина Кавадарци и локална самоуправа во реализација на проектот подобрување условите за спорт и рекреација во селата. Отварам расправа. Дали има некој за збор? Доколку нема точка, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 49. Предлог одлука за одредување на приоритетен проект и собствено учество на општина Кавадарци и локална самоуправа во реализација на проект. Кој е за? Едногласно. Точка број 50. Предлог одлука за доискористување на финансиски средства од подпроект реконструкција на коловоз и улици и булевари во општина Кавадарци. Кој е за? Едногласно. Точка број 51. Предлог одлука за кофинансирање на проект фекална канализација во населба Белкамен. Отварам расправа, доколку нема за збор, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Колеги, со ова исцрпен дневниот ред и ја завршувам седницата.